Господине Груевски, која странска служба според вас стоела позади масовното прислушување на граѓаните на Република Македонија? Второто прашање. Господине Груевски, во месец јуни 2013 година, додека Советот на општина Центар одржуваше редовна седница, од наводно спонтано собрани граѓани, беше на крајно брутален начин нападната општината. Пробиена оградата, скршени прозорците и вратите, беа фрлани камења во салата, каде што се одржуваше седница на Советот, при што беше повреден еден од советниците. Овој вандалски чин беше очигледно дека полицијата не можеше или под наводници не сакаше да го разреши. Во јавноста беше објавено дека протестот го организира непостоечко здружение Веритас, кое што не беше регистрирано во Централниот регистар во тој момент. Целиот настан го проследија и медиумите и од снимките можеше да се приметат лица кои што беа најжестоки во овој вандалски чин, а кои што за жал, господине Груевски, имаат слики лично со вас и тогашниот министер за внатрешни работи господјата Гордана Јанкуловска. Бидејќи овој случај правно се уште не е расчистен, ве прашувам вас лично, господине Груевски. Дали вие лично стоите и сте наредбодавател на овој вандалски чин на нападот на општина Центар? Третото прашање, еве ќе ви кажам се работи за вашиот Мерцедес, да ви дадам шанса да се подготвите пред да дојдам до Воведот. Господине Груевски, овие денови сме сведоци на препукување внатре во владата околу делот на издавањето на еврообврзниците и задолжувањето. Практично со вашето барање за ново задолжување од 100 милиони евра, вие потврдувате дека Република Македонија е пред банкрот. Ние со години ви укажуваме дека владата парите ги троши на непродуктивни трошоци. За проектот Скопје 2014 говориме повеќе 8 години во ова собрание. Непотребно, господине Груевски, потрошивте повеќе од 600 милиони евра. Нема да ги наведувам парите за спомениците, 3 милиони и 500 илјади евра за скулптура од Валентина Стефановска, за само 2 објекта. Нема таков уметник во светот кој што за 2 објекта добил волку многу пари. Кога ќе направиме ретроспектива на вашето владење, господине Груевски, може да го констатираме следното. Во Република Македонија повеќе од 600.000 граѓани живеат во сиромаштија. Или, господине Груевски, секој четврти граѓанин на Република Македонија живее со помалку од $2. Република Македонија е на прво место по мизерија, меѓу последните по стандард во Европа, и вие упорно продолжувате да ги трошите парите на небулозни проекти, како што тоа се случува овие денови. Не можам да ве разберам на вистина, при услови на ваква сиромаштија, да потрошите за LED телевизори на кои што нели ќе се продава портокаловата пропаганда повеќе од $1.000.000 евра. Тоа на вистина во овој момент не ви е потребно. И бидејќи однапред ви кажав дека ќе ве прашам за вашиот Мерцедес, доаѓам до прашањето. Господине Груевски, дали вреди 600.000 евра за Мерцедес, за вашиот комодитет, повеќе од бедата и сиромаштијата на граѓаните? И кој беше мотивот? Ајде, што сте го купиле, сте го купиле. Кој беше мотивот да го криете од новинарите, а кој беше исто така мотивот, господине Груевски, да го криете од граѓаните на Република Македонија? Се надевам дека овие 3 прашања ќе ги одговорите, затоа што граѓаните на Република Македонија навистина очекуваат одговор од ваша страна. Ве прашав вас лично. Вие излеговте на пресконференција. Посочивте странска служба. И од вас побарав тоа да го соопштите на јавноста. Ако се работи прислушување од страна на странска служба, зошто не го повикавте амбасадорот од таа служба и зошто не го протеравте? Тоа е европски и светски стандард. Само ќе ве подсетам, господине Груевски, на вашата изјава на 25.2.2015 година. Ве цитирам. Повремено на различни локации, претежно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушување и снимање на телефонски разговори
користејќи мобилна опрема, чија што локација постојано се менува, а која што функционира по принцип на така наречено клонирање на базни станици. Тоа се ваши зборови. Се правила промена на местоположбата во радиус од 2 километри од институциите главно во центарот, од каде се лоцирали токму телефоните на државниот врв и носителите на јавните функции. И таа опрема ја приклучувале во одреден период од денот, најчесто помеѓу 12 и 18 часот. МВР, тоа се ваши зборови. За ова има и писмен извештај кој произлегува од нивната работа. До сега не успеа да ги лоцира сторителите и затоа истрагата не е завршена. И сега ве цитирам на крај, тука никаде Верушевски не го спомнавте, во изминатиот период Македонија била таргет на снимање на телефонски разговори од страна на странска разузнавачка служба. И така натака, и така натака. Затоа, господине Груевски, ве прашам, бидејќи вие посочувате на странска служба, и јас затоа јавно ве повикам, странската служба и државата која што стои за таа странска служба, јавно да обелодените. Но извештајот на ПРИБЕ ве демантира. Цитирам, УБК работи надвор од својот законски мандат во име на власта за да ги контролира носителите на високи функции во јавната администрација, обвинителството, судиите и политичките противници, како последица на што се меша во независноста на судството и другите национални институции. Господине Груевски, бидејќи имам уште 15 секунди, жалам што не искористивте шансата да ја посочите странската служба, земјата која што стои, и морам да ви признам дека жалам за тоа што невини луѓе лежат во затвор.